Здраво! Добре дојде на новата епизода. Многу се радувам на оваа епизода, затоа што е епизода која што е токму од една која што од вас, која што ме слуша побарана. Па некако свесна сум дека можеби малку подолго време ми требаше да ја снимам, но ете сега и дојде време. Станува збор за епизода која што е многу важна и најверојатно доаѓа многу искрено, ајде да кажам, ова прашање од таа личност која што го постави. Станува збор за девојка жена која што е во странство и која што се соочува со голем предизвик на чувство на несигурност. Односно целата таа преселба, целото тоа да кажам ново обкружување, нов јазик, нови луѓе, не ја создаваат несигурност. Но и покрај тоа што ова прашање следува од некој кој што не живее во Македонија, сигурноста, одnosno несигурноста е реален проблем со кој што се соочуваме многумина. Разликата е што е неверојатно токму оваа личност која што ме праша свесна е дека е многу несигурно затоа што не е на, ајде да кажам, домашно тло. Стабилноста, корените и чувството на сигурност е нешто кое што ќе го обработувам во оваа епизода и се надевам дека многу ќе ви значи, особено на оние кои што мака мачите со анксиозноста. Сигурноста е нешто кое што не секогаш може да биде видливо и опипливо за другите, па дури и за нас самите. Можеме да ја поделиме, ајде ќе ја поделам на три основни некои делови, а тоа е емоционалната сигурност. Значи, колку сме ние емоционално стабилни, сигурни, дали имаме околу нас луѓе, личности на кои што можеме и да се потпреме, кои што не сакаат, кои што ги сакаме. Тоа може да бидат родители, партнер, деца, пријатели, едноставно личности кои што се тука за нас, како што ние сме тука за нив. Финансиска сигурност која што може би е малку повидлива или може би е малку позабележлива од типот на доколку ја немаме финансиската стабилност, дефинитивно знаеме и сме свесни од каде доаѓа тој извор на стрес, на анксиозност. Тоа би можело да биде нешто кое што, ајде би рекла, тука може да спаѓа и кровот, покривот над глава, односно огништето, домот. Дали имаме основни услови за живот? Дали имаме кредит? Немаме кредит? Односно, на кој начин живееме? И можеме ли да сврзаме крај со крај на крајот на месецот или буквално е чувството на преживување? И би ја додала дефинитивно многу важна физичката сигурност, а тоа може да станува збор колку сме физички стабилни во смисол и сигурни и на нашето здравје, или целата психофизичка состојба која што ја имаме, меѓутоа и нешто кое што во нашата околина е важно да е присутно. Сега знаете како тука не би зборувала за поплави, земјотреси, пожари, или оние XX ситуации кои што може да се случат, кои што се навистина многу травматични и големи. Значи во оваа епизода не сакам да одам во оние големи травматски моменти на моментална страшна нестабилност која што може да се случи, иако секако може и во таа насока да се гледа истото ова, меѓутоа она на кое што сакам да се некако задржаме реалноста, односно колку е важна потребата за сигурност и колку потребата за сигурност доаѓа веднаш после физиолошките потреби. Значи нешто кое што нам како луѓе, нормално како цицачи, како живи единки, ни е важно, тоа се задоволување на физиолошките потреби. Меѓутоа, откако ќе се задоволат или целото тоа задоволување, оно кое што е веднаш после нив, е токму потребата за сигурност. И сега замислете колку пати некој кој што, да речеме, пати од анксиозност, доаѓа на терапија и јас да му зборувам за позитивен мајндсет и за некоја самоактуализација, за некоја возвишеност, а тој буквално се тресе, неговото чувство е како постојано да има земјотрес околу него, тешко му е, затоа што реалноста е дека не е сигурен. И ова многу често се случува кога некој се обраќа на лајф коуч доколку има анксиозност, а не кај психолог или терапевт,
Затоа што се скока овој важен дел, чувството на сигурност. Ние не можеме на човек кој што нема леп да јаде да му зборуваме за вера, за личен раст и развој или за некаков си духовен напреден развој. Не затоа што тој човек нема капацитет или би немал капацитет, туку затоа што тој човек во тој момент нема капацитет, бидејќи природата, тоа како е создаден, направила, да едноставно прво се чувствува сигурен, стабилен, да може да застане на две нозе за да оди напред. Значи, запомнете дека ние не можеме дури ни да градиме самодоверба или да одиме напред и да рушиме некој, ајде да кажам, зидини во нашите уверувања, доколку немаме чувство на сигурност. И кога ќе добиеме чувство на сигурност, ако ништо друго, значи да прифатиме несигурноста во која што сме и да се отвориме за несигурност, бидејќи никогаш во животот не можеме да имаме комплетна сигурност. Мислам, тоа едноставно е малку нереално очекување, но онаа оптимална сигурност кога би ја имале, кога би ја доживеале, од тоа место можеме понатаму да одиме напред, кон припадност, кон конекција со другите луѓе, конекција вклучително, нели нормално и со себе и личниот раст и развој, самодовербата, самоактуализацијата и така натаму. Сега, многу е важно ние да се чувствуваме сигурно, затоа што тоа е нашата база и подлога. Ако одиме некако во психолошката теорија, во психолошкиот развој, помалку или повеќе знаете дека постои нешто кое што се вика теорија на поврзаност или теорија на атачмент. Тоа е како од кога се раѓаме ние имаме веднаш, значи таа теорија доаѓа од Болби, јас нема целосно да објаснувам, нема целосно да зборувам за неа, туку само сакам да донесам дека ние имаме најчесто три вида на поврзаност, едниот е сигурен атачмент, сигурно поврзување, едното е анксиозно и третото е избегнувачко поврзување, кое што најчесто бебето го прави со мајката или пак со оној кој што најмногу се грижи за него, секако тоа или важи и за таткото, меѓутоа и за некој друг старател кој што е присутен тука. Сега, начинот на кој што се поврзуваме, односно што е тука интересно, позадината е дека кога се раѓа бебето, една од најважните потреби е токму тоа поврзување. И тоа е нешто кое што се создава и тука има многу теориска позадина, која што верувам дека нема да ви биде од значење доколку почнам да ја разложувам, да ја зборувам и така натаму, меѓутоа потребата за поврзаност е многу важна. Значи, може да ја гледаме како потреба за конекција. Тоа е нешто кое што е многу природно. И ја затоа секогаш велам, и кога работите на себе, гледате да не е тоа 100% сами, да не е тоа сами, затоа што потребата за конекција е многу важна и промената или реално се случува при контакт и конекција со другите. Сега, кога имаме психолошка потреба за сигурна база, односно да се поврзе бебето со мајката, може и да размислите и да видите кој е вашиот атачмент стил, кој е вашиот стил на поврзување. Тоа е нешто кое што го работиме на асертивно, меѓутоа во последниве години има многу интересни истражувања каде што се носат и некои нови видови на поврзување или некои трауматски, траумата како влијаела врз самото поврзување и така натаму. И многу е интересно да споделам како всушност токму раните искуства кои што ние ги имаме во ова поврзување ни носат едно обликување на нашето чувство како ние сега, како возрастни, би се поврзувале. Значи, како ние се формираваме во нашето детство, влијае врз атачмент стилот кој што ќе го имаме како возрастни и секако доколку имаме сигурна база во детството, таа ни помага да можеме да развиеме резилиентност и здрава емоционална регулација во возрастната доба. Нели кога ќе се порасне, кога едноставно веќе човекот не е дете и останува некако само, односно таа врска со мајката веќе не е толку важна или пак со примерниот старател. Сега, она кое што би сакала да продолжам е да ве поттикнам доколку некаде забележувате дека имате несигурност, односно доколку можеби па и забележувате некоја анксиозност. Прво нешто на кое што може да се, да речам, наслоните е
себе истражувањето. Ајде, така ќе го наречам, ја затоа секогаш кажувам, рефлектирајте, пишувајте, истражувајте, барајте околу себе, значи ние најдобро си се познаваме себе си. И секако дека многу ни е важно, не значи кога и некој друг нешто може да ни посочи, меѓутоа најдобро си се познаваме самите себе си ние. Затоа што само ние, без филтер, знаеме што се случува во нашата глава. Доколку вие се охрабрите да се слушате, да рефлектирате, што точно важи емоционалната, например, сигурност за вас? Што точно значи, освен емоционалната, и физичката, и секако и финансиската? Сега, доколку ви е полесно и подобро, можете и да се разложите на различни аспекти, значи на повеќе сегменти сигурноста. Почнете да размислувате и да видите дали има некои фактори кои што влијаат врз вашата емоционална добросостојба. Ке се изненадите доколку го ставите фокусот на каде сум сигурна, што е што ме прави сигурна, што е што ми е важно за да се чувствувам сигурно. Ке видите дека некако и вашиот начин на кој што планирате, начинот на кој што гледате на светот, на вашето секојдневие ќе е различен. И затоа, кога работите на личен раст и развој, и бидете внимателни и станете свесни дека сигурноста е темел. Значи, кога гледате да го, например, организирате вашиот дом, прво прашајте се и секогаш, прво дали лесно и на добар начин може да се задоволат физичките, физиолошките потреби кои што ги имате, а потоа дали се чувствувате сигурно во тој дом. Што е што се случува кога бебето почнува да ползи? Викаме baby proving на домот, како би било да го заштитите, да го направите, да го заштитите, осигурате домот од бебето, односно да ставите, знаете, оние поклопчиња на штекерите, на рабовите, на ивиците, да ставите нешто каде што не може да се удри, да извадите работи од фиоките кои што се кршливи, кои што може да го повредат. И тоа е нешто кое што, нели, кога гледаме за нашето бебе, ни доаѓа природно, ни доаѓа спонтано или пак научено, затоа што некаде стануваме анксиозни, бидејќи бебето почнува да се повредува, да паѓа, да се удира. Меѓутоа, кога го правиме тоа за нас, за себе, може би, нека и сите нормално, меѓутоа можеме или го правиме многу автоматски, автоматизирано, без многу свест, па понекогаш знаеме и да пропуштиме нешто кое што ќе ни создава нелагода и анксиозност, или пак го правиме, воопшто не го правиме, односно не сме свесни, и во тој случај анксиозноста е многу голема. И има една интересен Хиге минимализам дански, мислам дека момент. Има и таква книга каде што го носи оној момент на меко, пријатно, топло, свеки, кебенца. Нели некако да има минимализам, меѓутоа да се фокусираме на работи кои што ни создаваат пријатност. Јас би рекла на работи кои што ни создаваат сигурност. Бидејќи многу често топлината, свежината на воздуха, нели чувството дека дома имаме топла храна, колачења, благо и слично, му даваат автоматски на мозокот чувство ти си сигурен, можеш да се опуштиш. Тука си сигурна, тука си стабилна и може да го опуштиш телото. Не би сега некако предолго да трае ова епизода и да навлегувам во регулација, во смирување на нервниот систем и сето тоа, меѓутоа доколку се пронаоѓате тука, јас сакам да ве охрабрам да побарате индивидуална помош и поддршка, слободно пишете ми, ќе ве насочам за препораки, меѓутоа водете се секогаш и по интуиција. И постојат и програми и имаме прекрасни психотерапевти кои што работат во нашата држава. Се надевам дека се повеќе и повеќе ќе се отвараме за македонските психотерапевти и психолози кои што се прекрасни. И јас тоа некако сум многу горда колку школите за психологија, психотерапија во Македонија навистина растат, се многу силни, стабилни и науката дефинитивно оди на едно многу високо ниво. Сега, онако што исто така е многу важно е да станеме некако и да станете вие свесни, односно следниот чекор, откако ќе видите кои фактори се тука присутни, секако тие пофизичките, може да размислите каква улога играат силните релации кои што ги имате во однос на емоционалната стабилност.
бидејќи тука е многу важно да некако направите една анализа и на релациите кои што ги имате во животот. Можеби сте ги загубиле, еве доколку сте во странство, нели? Автоматски ги нема тие сигурни релации. Тие сигурни релации се достапни само преку WhatsApp, Viber, нели, преку Messenger, може само да се допишувате со нив, меѓутоа, далечината си го прави своето и вие на некој начин е важно да стекнете нови, силни врски и тоа не е нешто што се случува преку ноќ. Тоа е нешто кое што бара време, тоа е нешто кое што бара некако простор да истражите, да најдете, да стигнете до некого, меѓутоа, не е невозможно и затоа доколку некаде го ставите ова како приоритетно, затоа што дефинитивно е многу важно, веројатно ќе ви биде полесно доколку се чувствувате несигурно, а видите дека навистина ви недостасуваат силните врски, тогаш, а и ве сте, например, во странство, создавањето на релација со другите може да ви биде приоритет пред било каков личен раст и развој или не знам, било каков напредок и така натаму. Значи, ова чисто само го носам како размислување со сета свесност дека е многу индивидуално поле, дека едноставно кај секого е различно, кај секого треба да се направи анализа и затоа реков ова е дел за само анализа, за само истражување. Понатаму, нешто што е многу важно е финансиската стабилност и затоа е убаво да ги адресирате, односно да видите дали има некои стресори кои што се поврзани со финансиска нестабилност. Кај некои луѓе може воопшто да не влие, кај некои може да влијае многу. Тука е многу важен мајндсетот, односно уверувањата што стои во позадина. Например, во странските држави, повеќето луѓе живеат на кредити и они се скроз во ред со тоа. Значи, тие не стравуваат затоа што имаат кредити, едноставно тоа е нормален начин на функционирање и тука не постојат уверување колку е тоа страшно лошо и така натаму, а и секако повеќето си се осигурани на животно осигурање и некако автоматски таа анксиозност, таа несигурност паѓа. Кај нас во Македонија се уште е ова веројатно ново. И оно што јас го гледам и во мојата околина, меѓутоа и кај клиентите, е доколку постои некаков долг и кредит, постои многу силна несигурност. Односно, потешкотија на чувство на стабилност, потешкотија на она да може да се опуштат и некако постојано се во главата со каматата и така натаму, а не со тука и сега, односно не со присутноста. Поентата всушност на кредитот или на долгот, кој што реално не го должите на некој човек, кој што сте му зеле леп, нели парче леп од уста, е да се чувствувате стабилно и сигурно во тука и сега, и да може да растете, затоа што секој месец, нели, од вашата плата ќе се одзема дел, ќе се исплаќа тоа, вие живеете, меѓутоа во моментот додека живеете сте сигурни, стабилни и вашите потреби се задоволени. Ова е нешто на кое што доколку се пронајдовте или доколку постои нешто кое што е поврзано со немањето на свој дом, не знам, живот под кирија, знае да создава многу стрес, или доколку, не знам, вашиот дом има некаков проблем, треба да се реновира или без разлика, некој чувство едноставно на несигурност која што ви го создава, или одете кон разложување на овие уверувања, менување на овие уверувања, или пак ставате го тука акцентот како може домот да стане постабилно и сигурно место за мене. Значи, барам да го имам тоа како чувство, затоа што на крајот на денот си се заснова на чувството, а не секогаш на реалната ситуација. Нешто кое што може да биде поддршка е да читате, да споделувате примери, приказни од личности кои што ја пронашле финансиската сигурност преку, например, некое стратешко планирање. Има профили, има финансиски советници, едукатори, така натаму, кои што можат многу да ве поддржат во ова поле. Значи, доколку забележите дека голем извор на фрустрација, на анксиозност, на несигурност доаѓа од овде, тогаш има помош. Значи, има некој кој што може да ве поддржи на патот, а тоа се финансиските советници кои што, фала Богу, ги има многу. Значи, ги има многу и супер што ги има, затоа што можат навистина да ве поддржат на ова патување. Понатаму, оно што ми е многу важно и неколку пати го споделив и веќе го спомнав, меѓутоа ете доколку некако го ставам како потточка, веројатно, не знам, би била нека четврта
точка е да имате креирано, односно да си ја возможите таа стабилна околина. Без разлика сега каде сте, значи домот, физичкото место, вклучително и местото каде што работите и поминувате голем дел од денот, е важно да биде, едносно да нуди чувство на сигурност. Јас често знам на моите клиенти да им донесам дека си ставам и во местото каде што работам напред, кога гледам, бидејќи работам претежно онлайн, значи да гледам во нешто, например, јас сакам да гледам во цвеќе, јас сакам да гледам во нешто што е природа, бидејќи, не знам, сега 8 часа скоро во денот гледам во монитор, гледам во човек, постојано мозокот ми е заморен и важно ми е кога ќе го тргнам погледот, јас да гледам нешто зелено, убаво, природно, пријатно, допирот со природата, меѓутоа и тоа е нешто кое што ми буди сигурност. Од друга страна пак секогаш имам чаша за кафе или нешто кое што доаѓа од блиска личност, предмет кој што ме потсетува на дом, на пријатно, на нешто убаво. Имам, например, миленце, плетено миленце, кој што ми буди пак некој чувство на дом, на нешто старинско, пријатно, сигурно. И тоа е дефинитивно, колку и да е смешно, колку и да е банално, колку и да е еден предмет, нели? И покрај тоа што јас зборам за минимализам, секогаш викам во тој минимализам вклучете работи кои што прават да се чувствувате пријатно, безбедно, сигурно. И нешто друго кое што може да креира ваква една стабилна околина и физичко место е дефинитивно да имате ритуали, односно рутина. Сега ова е нешто кое што можеби би го зборувала во некоја следна епизода, бидејќи некако е многу долго и веќе самата епизода станува долга. Меѓутоа, ете, размислете, ставате си некој хайлайт тука, запишете си, кои се тие рутини или ритуали што можам да ги правам за да се чувствувам стабилно, односно да имам чувство на предвидливост. Нели оно што го правиме кај малите деца, е особено кај бебињата, да може да предвидат. Добро, сега мама ме избања, се изгаси светлото, се читаа приказни, значи јас треба да спијам. Значи една предвидливост, затоа што дефинитивно кога живееме во чувство на предвидливост, кога имаме капацитет да можеме да знаеме што е што следува, многу ни е полесно во однос на чувството на сигурност. И да не заборавам дека психолошкиот комфорт е многу важен и тој доаѓа токму од оние дневни практики, дневни навики кои што ги правиме и затоа размислете дали можеби имате некои дневни практики кои што не ви служат и е време да ги тргнете, а на тоа место да додадете нешто кое што ќе ви служи за да го чувствувате тој психолошки комфорт. Она кое што може да го направите сами, од прилика е ова. Нешто кое што многу помага е да слушате различни приказни, да се инспирирате, да се мотивирате, да буквално споделувате приказни на резилиентност, на адаптибилност и некако да се соочите самите, да зборувате и да видите како луѓето се соочуваат и да гледате и да размислите како и вие сте се соочувале досега, за да можете некако да ја враќате полека до вербата и во себе и да го видите тој потенцијал кој што природно го носите внатре. Може да помогне дефинитивно стручна помош и поддршка, тоа никогаш не е на одмет и тоа е нешто кое што е нормално индивидуален процес, меѓутоа може да помогнат медитација, смирување, свесно дишење, приземјување, контакт со природата многу помага. Особено оние медитации кои што повикуваат на заземјување, значи приземјување. Многу помага чувството кога нозете ги допираме до земјата, до трева, до, да речеме, песок и вода. Тоа се некои работи кои што дефинитивно ни помагаат како луѓе да можеме да се чувствуваме постабилни и повеќе во контакт со земјината тежа, односно со гравитацијата. Запомнете дека најдобро чувство на сигурност ни носи токму земјата, значи земјината топка, земјата физички, градинарството, допирот на земјата. Затоа ни е многу тешко кога сме во станови, затоа што сме на многу високо. Пробајте доколку имате проблем со сигурноста да некако што повеќе се поврзете со Бог, со божественото, не мора да е тоа религиозно, значи поентата е спиритуално, односно да се враќа полека вербата во Божиото, во тоа дека не сте сами, дека имате поддршка, имате заштита и тоа се работи кои што многу може да поддржат на патот. Некако се надевам дека со оваа епизода ќе можам ако ништо друго да ве поттикнам да практикувате и некои
вежби за присутно живење, за mindfulness, кој што можете, имам епизода околу тоа, меѓутоа можете да истражите нешто повеќе и на интернет, а да видите што е оно што вам ви прија, што е оно што вам ќе ви донесе некој спокој и мир, како би можеле што повеќе да се чувствувате сигурно. Немојте да се критикувате или пак да очајувате доколку не можете да одите напред затоа што се чувствувате несигурни. Важно е да прифатиме колку е значајно да бидеме прво сигурни, па потоа се понатаму. Затоа што доколку ние не сме сигурни или доколку не сме свесни дека не сме сигурни, или ќе чекориме постојано под стрес со некоја анксиозност напред, или ќе бидеме заглавени се додека не се освестиме и не сватиме дека токму заглавеноста доаѓа од овде. Ве повикувам да истражите, да видите што е што вам ви создава несигурност и што е што можете да го направите за да се чувствувате посигурни. Оно што ќе се случи кога ќе се чувствувате посигурни е дефинитивно една отскочна даска кон успех, еден катапулт кон успех и еден многу побрз развој понатаму. И можеби и тоа е една од клучните разлики. Зошто на некој муди побрзо, на некој поспоро, зошто некој може сега, а некој не може сега, затоа што не сите сме сигурни или несигурни во исто време и за истото нешто. Едноставно прифатете го ова како факт, како дел од вас, како дел од вашата па и судбина, индивидуалност и моментална приказна. И не стравувајте затоа што токму надминувањето на оваа пречка е нешто кое што може многу да ве поддржи. Ви благодарам на сите кои што останавте до крајот. Споделете оваа епизода со оној на кој што навистина му е потребна, а верувам дека има најмалку една личност во вашиот живот на кој што ќе му биде потребна. Делете го знаењето и помагајте некако да се шири и помошта за другите и секако оваа визија. Ви благодарам, се слушаме во наредната епизода. Поздрав!